За случајот со министерката Божиновска, која криеше од јавноста дека поседува повеќе државјанства, односно дека покрај македонско има чешко и бугарско. Знаевте ли вие кога ја доставивте како предлог за избор на министер? Па не би се согласил дека криела од јавноста. Па немаше во биографијата. Па не би се согласил дека криела од јавноста, инаку во биографијата не гледам причина дека треба нашиот матичен лист да го ставиме и све што сме правиле во нашите, јас имам 46 години, затоа што ако напишев во биографијата све што сум правил, претпоставам неколку тома ќе беа тие. Така што сакам да ви кажам дека како влада остануваме отворени кон јавноста, тоа е нашата политичка определба, вие сте наши партнери новинарите и ние сме подготвени да одговориме на вашите прашања. Ве молам, ценете ја нашата работа според делата, да ги оставиме игрите политички на страна. Разбирам дека има центри кои што сакаат да ова биде интерес, а не работата на новата влада, да биде интерес кој имал, кој кому намигнал, кој зашто вака кажал, така кажала, да не биде интерес пола милиарда евра, градинка, училиште, сала, реформи и така натаму. Разбирам дека има и такви центри, но јас би сакал да зборувам повеќе за вакви проекти како што се овие денес. Сега јас друго ве прашувам. Да? Зборувам за какви центри. Зборувам дека интерес на новинарите и транспарентно е да кажете дали некој поседува двојно државјанство или тројно, особено кога станува збор за бугарско. Дали поседува или не? Апсолутно. Бидејќи ја манипулира јавноста, еднаш вели да, во друг случај не. Не се слагам со вас дека манипулира јавноста, ќе го побарате одговорот до лицето кое што прашувате. Јас можам за Сања само да кажам дека е исклучителен експерт, европски експерт и сум среќен што имам како соработник во мојот тим.